она што е програма за денес. Денешниот ден на 6 јули предвидува првата сесија, односно сесија за ментална ретардација, во која што ќе последиме 13 одлични теми. I would like to start right away with what is the official program. 6:02 is about the first session, mental retardation, and we will hear 13 subjects. Во првиот дел имаме 6 предавања, со тоа што овојдното предавање ќе го отвори доајенот на македонската дефектологија, професор доктор Лјупчо Едински. Пред вас денеска се одлучив заедно со моите соработници да зборувам за тема која што е многу актуелна, многу стручна, сложена и одговорна. Тоа е интеграцијата на лицата со хендикеп во рехабилитацијата, да кажам, малку пошироко, а не само во воспитанието и образованието. Што гледате овде во заградата сам ставил концепција, дилеми, проблеми, решенија, за да провоцирам расправата овие, но одеме поред. Ќе се задржам на следните прашања. Прво ќе кажам по неколку зборови за интеграцијата како стручен и сложен проблем. Второ, интеграцијата за кого, како, каде, што треба да се исполни, кои услови, кои подготовки за да биде таа успешна. Потоа, интеграцијата сватена како интеграција во системот на рехабилитацијата, а не само во воспитанието и образованието. Што е тоа интеграција или што е тоа инклузивна рехабилитација? Интеграција, неколку дефиниции ќе спомнам нешто по-старо датум, кој што беа основа за почетокот на интеграцијата и некои по-нови кои што не водат напред во тој правец. Ќе спомнам за првите почетоци на интеграцијата кај нас во светот и кај нас, али повеќе кај нас, повикам кај нас во Македонија. Може се зборувам за можните интегративни модели во светот. Преди 10 години имав можност да проучам едно 15 европски земји, модели во светот кои се практикуваат, па се разбира сите нема да ги прикажам, само некои. Ќе укажам на потребата пред да се започне со интеграција на потребата од донесување на национална програма, национална стратегија и на законските и подзаконските регулативи. И на крај уште две прашања ќе спомнам, ќе констатираме што сме досега направили и предлози што треба понатаму да правиме. Првото прашање е интеграцијата како сложен обществен проблем. Вие сите овде што сте проблемот го познавате како јас го познавам, але само ќе дадам неколку нагласи. Прво ќе почнам дали треба, многу души поставуваат прашањето треба ли интеграција? На ова прашање веднага доаѓа потврден одговор дека треба, но при тоа има едно големо но. И јас го него употребувам, одма се поставува наредното прашање за кого интеграција, значи субјектите, тук се спомнуваат лицата со хендикеп и по тоа има многу термини, многу црти и ние пред да почне интеграција мора да расчистиме за кој субјект е зборуваме за интеграција. Како, каде, што треба да се стори. Значи, почнувајќи од подготовка на самите субјекти, на самите деца што треба да бидат интегрирани, подготовка на нивните родители, подготовка на децата, односно
донесуване на националните програми, што реков, законодавната регулатива и така натаму. Ето затоа е тоа сложен, затоа е тоа и обществен проблем, затоа е тоа и стручен проблем. Ако така не се направи, ако така не се започне, верувајте ми, а сигурно сте го видели во пракса тоа, проверите дека многу негативно ќе се одрази и на децата и на оние што го проведуваат. Имаме маркантни примери од Италија, кога тргнаме подготвено да се врати назад после 10 година. Јас памтам нашите пријатели во Хрватска пред 80-ти години имавме големи бурни дискусии околу тоа прашање. Мој впечат од тие, моите колеги од Хрватска ќе ме исторат ако не е така, се започна не така како кажав на брзина, тоа се увиде и негде 80-те години наистина они направија темелни измени, донесувајќи прво национална стратегија, национална програма, законодавство, програми изготвија и сето тоа се објави во службен лист и се започна, и што е најважно, да сме спомнат колеги, миграција не може, ако не се вклучат стручни лица, дефектолози, било во градинките, било во школите, а тоа Хрватска, тогаш кога почна, имаше нешто повеќе од 650 дефектолози, јас сега не знам, бројот е сигурно огромен, они ќе ни кажат прочем. Момент. Лицата, второто прашање. Јас, одно да кажам, ќе зборувам за лица со хемија. Значи, ќе зборувам за средни слабовидни, за глуви нагоди, телесни инвалидни, ментално ретардирани и се што е по правилникот за диагноза и прогноза ставеност, се што е во класификацијата на Светската здравствена организација. Не употребувам, како што гледате, термини деца со специфични потреби, деца со вакви потреби, затоа што тоа е за мене друго прашање, ние мораме да имаме посебен семинар. За такви термини се кријат и прави дефиниции и дефиниции нејасни, но проше имаме цедене по тоа и да расправаме. Значи, кога зборувам за миграција, денес зборувам точно за идентифицираните лица. Сега спомнам дека јас нема да зборувам за интеграцијата или за интегративното образование само, или за инклузивното образование, него во моето излагање ќе се заложам за интеграција во рехабилитација. Барем кај нас, а сигурно и при вас, рехабилитацијата зафаќа важно три главни дела: клиничкиот, едукативниот и социјално-економскиот дел, со своите компоненти и сегменти. Клиничкиот дел почнувајќи од превенцијата, детекцијата, диагностиката, ранната интервенција, едукативното од прешколско, преку основно, средно, више, високо, кој што може, и социјално-економскиот дел почнувајќи од реабилитација, социализација, емансипација, културизација, способување, работување, семејен живот и вклучување во средината. Така поставено, ние гледаме смисла за тоа што уложуваме труд и што сакаме да постигнеме од хендикепираното лице. Значи, ако не започнеме така, сметаме дека не сме успешни дефектолози, кажете дефектолози, кажете спешалти, учители, специјални или рехабилитатори и така натаму. Значи, моето излагање ќе се задржува така, макар да во излагањето ќе дам акцент на воспитанието и образованието, кој тоа што и на мене, повеќе и повеќе не за тоа.